Почитувани, во изминатиот период во јавноста не беше достапна вкупната бројка на работни места за кои се распишани огласи за вработување во државната управа. Но податоците до кои што дојдовме се алармантни. Фрапантна е бројката на распишани огласи за вработување во последните 2 месеци. Од 6 ноември, од кога е познато веќе официјално дека ќе се формира техничката влада, па се до сега се распишани огласи во државната управа преку Агенцијата за вработување и Агенцијата за државни службеници за точно 4131 работно место. Значи за само 2 месеци се распишани огласи за бројка од 4131 работно место во установи во кои забелешките се дека државната администрација е превработена и гламурозна. А од друга страна, од овие вработувања се прави брутална партизација на државните апарати. Ова е безобзирно уништување на самите институции. Од 4131 работно место, 911 работни места се во владини институции, генерални секретаријати, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за земјоделие, па и во предпријатија кои мака мачат со исплата на плати, како што се Македонски железници. Платите за дел од распишаните места се движат од 40.000 па се до 60.000 денари. Овие огласи, во новиот обем и начинот на кој што се распишани, за само 2 месеци не се ништо друго, туку само начин на изборно корумпирање и купување на мир во владеачката партија. Сето ова ќе биде на товар на граѓаните, но и на сметка на квалитетни кадри кои ќе останат запоставени и трнати настрана. Ревизијата која е во тек ќе ги испита сите неправилности при распишувањето на овие огласи и давањето на согласности. И онаму каде ќе има отстапувања, ќе побарам нивно поништување. Нема ниту една државна администрација која може да издржи такви тектонски оптеретувања кои повторно паѓаат на терет на граѓаните. Ви благодарам.